Со мене веќе е министерот за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски. Ќе поразговараме на неколку теми поврзани со предстојните празници, новогодишни, божични, со спроведувањето на мерките, обезбедување на јавниот ред и мир. Но ќе почнеме со една друга тема, која е последна информација. Добро утро, господин Спасовски, добро дојдовте во студиото на Утрински брифинг. Добро утро и до вас и до гледачите. Благодарам на поканата. Благодарам што ја прифативте поканата. Имам многу теми на разговор. Во текот на вчерашниот ден повторивте како барем неколку работи ситни за тоа како ќе действува полицијата за новогодишните празници, за тоа пред себе повикавме, но во меѓувреме излезе информацијата на медиумите дека е спроведена антитерористичка акција, па би сакала со оваа тема да го отвориме брифингот. Соопштивте дека денеска во текот на денешниот ден ќе ни дадете повеќе детали што се случуваше точно во Избегова. Точно е, да. Полицијата заедно со Агенцијата за национална безбедност работи континуирано заради тоа што проблемот со тероризмот нема да биде прашање кое што денеска ќе се затвори, туку едноставно секој ден е нов предизвик во борбата против тероризмот и тоа не е само кај нас, туку и на глобално ниво. Имавме активности вчера заедно со Агенцијата за национална безбедност, извршени се претреси на повеќе локации во државата, значи не е само во Избегово, туку на повеќе локации, меѓу кои Куманово и Скопје и на други места. И приведени се неколку лица кои што имаат директна поврзаност и за кои што се обезбедени докази за контакти, односно соработка со групата која што претходно беше уапсена во Куманово. Значи сите оние кои што се во одредена корелација или организирани за извршување на евентуални терористички акти. Јас апсолутно сакам да додадам признание, посебно сум горд на сите луѓе кои што работат на оваа проблематика и во Агенцијата за национална безбедност и во македонската полиција, заради тоа што безбедноста нема цена и активностите кои што се превземаат од страна на овие наши службеници навистина се за добробит на граѓаните, за стабилноста на државата, така да најавувам во текот на денешниот ден ќе ги добиете сите можни детали кои што се однесуваат околу споведувањето на оваа акција. Колку лица се уапсени вкупно? Сите детали ќе ги добиете од страна на Министерството за внатрешни работи во текот на денешниот ден врз основа на тоа како и кога би завршиле сите процеси околу овој настан. Има ли поголема опасност за време на предстојните празници? Се сеќаваме во минатото 2015-16 после оној бегалски бран дека токму за новогодишната ноќ имаше терористички напади, а оваа година можевме да забележиме во делот европските метрополи дека исто така тероризмот не е минато. Па ве прашувам за тоа дали ќе има зголемена свесност на полицијата за време на празниците кога е тероризмот во прашање. Свесноста на полицијата е секогаш на високо ниво, заради тоа што тоа е наша основна задача и активност и припадниците на македонската полиција се посветени 24 часа во обезбедувањето на мирот и стабилноста на граѓаните на нашата земја. Тоа е наша уставна обврска, затоа практично секој полициски службеник кога се определил да влезе во редовите на македонската полиција, превземал една таква одговорност пред граѓаните. Тероризмот, самите рековте, не е нешто што денеска ќе заврши, не е нешто што може на краток рок да биде сузбиено, едноставно за жал. Тоа е една глобална појава која што не оптеретува сите нас, посебно и ние како држави кои што нели се наоѓаме на извонредно добра геостратешка позиција. Таа геостратешка позиција нормално дека представува и потенцијален ризик за сите нас. Меѓутоа, сакам да ги уверам сите граѓани на Република Северна Македонија дека институциите координирано, взаемно, исклучително добро посветено работат во сузбивањето на секаква можност за изведување на било каков терористички акт. Секако дека празниците, организирањето на масовни собири, дали се тоа концерти или било какви други активности, ова говорам нели во нормални услови. Сега имаме ковид криза, така да
не е дозволено и не може да се организираат поголеми настани, меѓутоа секогаш големите настани, празничните денови се потенцијална можност и затоа активностите насочени кон зачувањето на јавниот ред и мир во државата преку контрола од страна на сите служби кои што работат на националната безбедност, максимално сме подготвени да се одговори на секаков предизвик, така да можеме спокојно да дочекаме новата година. Не толку спокојно со оглед на тоа дека ќе бидеме затворени дома без друштво, без вообичаените журки. Па јас мислам дека поспокојни ќе бидеме ако бидеме дома и ако празнуваме одговорно, заради тоа што не е сега моментот за журки, за било какви други настани, затоа што навистина неколку часа според вас спокојство на журка или на собир ќе бидете неспокојни неколку месеци подоцна во нормалниот живот. Така да апелирам до граѓаните да бидеме спокојни и на новогодишната ноќ, меѓутоа и после празниците. Токму тоа е темата која најмногу ги интересира граѓаните. Полицијата веќе почна да постапува по оние најави на почетокот дека ќе се проверуваат вили и станови. Веќе беше разбиена една журка во Волково, 29 приведени собственици на локали Тетово и Гостивар. Полицијата гледаме дека активно работи. Вие донесовте нов оперативен план, но граѓаните ги интересираат детали. Рековте дека ќе се проверуваат викендиците, вилите кои се за издавање, па граѓаните ги интересира дали ќе влегува полицијата само во оние објекти кои што се издаваат или полицијата ќе влегува и во секој приватен стан од каде што се слуша гласна музика. Една од клучните задачи во овој момент е да извршиме контрола и надзор на спроведувањето на мерките за заштита од COVID. Зошто? Заради тоа што се наоѓаме во состојба во која што многу лесно се шири вирусот. Знаете дека зголемувањето на бројките на заболени од COVID-19 создава сериозен притисок врз здравството и здравствените работници. Оваа пандемија, оваа криза трае премногу долго и исцрпени се човечките капацитети пред се. Здравствените работници, медицинскиот персонал, помошно-техничкиот персонал во клиниките, во болниците и пред се заради здравствениот систем, заради животот и здравјето на граѓаните, ние ќе мораме да ги почитуваме сите мерки. Јас сакам да се заблагодарам, да одадам признание на сите граѓани кои што сите овие изминати, би рекол 9 месеци, ревносно ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19. Меѓутоа, за жал имаме и граѓани кои што се неодговорни, кои што, би рекол, се себични во една ваква ситуација и сметаат дека тоа што за нив е добро, треба сите ние да се подчиниме на тоа. И мислам дека е сосема погрешно, сосема неодговорно од било каков поединец или група на луѓе кои што не ги почитуваат мерките, односно кои што допринесуваат за ширењето на вирусот и за загрозувањето на здравјето. Затоа ние веќе постојано активно работиме на терен, не само сега пред празниците. Ние, ако ги погледнете анализите, билтените на Министерството за внатрешни работи, ќе видите дека некаде од септември месец од моето враќање во Министерството за внатрешни работи се зголеми интензитетот во контролата на овие мерки. Тоа дава резултати. Носењето на заштитна опрема на дневна основа во септември имавме преку 1000, 1100, 1200 прекршочни казни, додека сега таа бројка е многу намалена. Зошто? Заради тоа што очигледно е дека се јакне јавната свест кај граѓаните. Меѓутоа сега се денови на празници, денови кога што традиционално се навикнати граѓаните на собирање, на дружби и така натаму, нели да ја заокружиме старата година, да резимираме за тоа како сме ја поминале. Сега, за жал, оваа година беше година многу, би рекол, страшна во делот на здравието на луѓето, година која што допринесе сите ние да бидеме поголем дел од времето под рестрикции, под мерки кои што ја налагаат здравствената криза, не дека тоа некој ги посакува, и тие мерки кои што и сега треба да бидат ефектуирани за време на празниците, постојано се работи на
детектирање на оние кои што не ги почитуваат таквите мерки. Значи, ние имаме секојдневно по неколку случаи во кои што се растураат домашни веселби, се растураат забави кои што ги прават во одредени угостителски објекти, дали само работа на подојава или полицијата следи? Значи, Ова ве прашувам бидејќи не се подојава. Еве ќе ви кажам како податоци. Например, за 25 и 26 12 2020 година ние имаме извршено 377 контроли во објекти во кои што се констатирани 4 прекршоци. Значи, тоа не е подојава, тоа е врз основа на планови активности кои што ние ги спроведуваме. На 26 и 27 вечерта имаме 450 контроли во објекти и при тоа се констатирани 5 прекршоци. На 27 и 28, значи синоќа, се извршени 412 контроли на објекти и при тоа се констатирани 6 прекршоци. Ако погледнеме во овој период, ќе видите дека за овој викенд, петок, сабота, недела, имаме неколку покарактеристични случаи на растурање на вакви забави или организација на одредени настани. Такви случаи имаме во Скопски аеродром, каде што е извршена контрола на угостителски објект од страна на полициски службеници и во содейство или соработка со државниот пазарен инспекторат, како што тоа го правиме во тие мрежовити групи, во објект во кој што се работело подоцна. Таму имаме приведено едно лице заради тоа што не ги почитувало наредбите од страна на службеното лице. Исто така на подрачјето на Карпош се затворени и контролирани објекти. Веднаш пазарниот инспекторат ја применува мерката на забрана за работа за неколку денови, значи за 10 до месец дена, зависно од прекршокот. Во Тетово исто така се констатирани прекршоци, односно на подрачјето на целиот сектор за внатрешни работи. Исто така, за ова што и вие спомнавте, една од поголемите забави која што беше направена во викендица во Волково, каде што полицијата покрај тоа што ја растури оваа забава, односно утврди непочитување на мерките за собирање на лица повеќе од 4, туку пронајдена и наркотични средства и дрога кај присутните на таа забава. Понатаму во Куманово имаме организирање на семенна веселба, при тоа употреба на огнено оружје, тоа се случува завчера. При тоа, значи, имаме две кривични дела, едно според мерките за ковид заштитата, односно заштита на населението од заразни болести, и второ, околу предизвикување на општа опасност, во основа на користењето на овие мерки. Понатаму, активно работевме и во делот на детекција и при тоа е откриена една организирана криминална група која што изготвувала и продавала фалсификувани ковид тестови, PCR тестови. Ова беше една од активностите која што ја спроведовме заедно со Агенцијата за национална безбедност. Извршени се претреси на 11 локации во однос на ова акција оперативна. При тоа се приведени 7 лица кои што изготвувале лажни тестови со намера да ги продадат на граѓаните на нашата земја, за да можат да патуваат во земите на Европската Унија, земите членки на Европската Унија, таму каде што се бараат PCR тестови. Тоа е многу лошо за имиџот на државата, за рушењето на имиџот на државата, и навистина треба да бидеме сите горди што институциите функционираат во овој дел и спречуваме да настанат вакви состојби. Сега уште малку да се вратиме да конкретизираме за предстојните празници. Многумина ме праша, бидејќи нели веќе имавме неколку протоколи за најразлични снимања, за најразлични настани. Дел од тие протоколи предвидува и задолжително вакцинирање. Па во овие изминати денови од како почнавте со акциите и најавите дека ќе се следат сите организирани журки и забави, постојано ме прашуваат луѓе од мојата генерација, дали е возможно да се слави или полицијата да влезе во некоја организирана група и сите да приложат негативни PCR тестови. Што доколку некој се изложи на тој трошок само за да може да се собере, дали ова ќе се земе во предвид или дури под такви услови е забрането групирање? Значи, групирање на повеќе лица од 4 е забранено најстрого според одлуките. И со тест. И, значи, ако требало,
да има дозвола, во одлуката ќе стои групирање до 4, освен оние кои што имаат ПСР тестови. Значи, таква работа не доаѓа предвид. Јас апелирам до граѓаните да не сами си создаваат одредени правила и да создаваат трошоци да вадат ПСР тестови, заради тоа што тоа представува кривично дело. Значи, секое собирање на повеќе од 4 лица директно го загрозува здравието и животот на граѓаните. И за тоа ќе мора да се носат санкции. Ние веќе изготвивме, рековме, оперативен план во кој што голем број на полициски службеници ќе бидат искористени во делот на активности кои што ќе бидат превземени во сите градови низ државата. Посебен акцент ќе се ставаат на туристичките центри, таму каде што имаме премногу концентрација на луѓе или можности за издавање на викендици, на станови и така натаму. Меѓутоа, тоа нема да биде како исклучок и во Скопје или во другите градови, заради тоа што Оделот за компјутерски криминал детално ги следи сите објави и огласи кои што ги имаат издадено луѓето. Оделот за превенција работеше постојано во изминатиот период, ги повикуваа собствениците на овие објекти за да тоа не го прават. Ние денес ќе излеземе со еден проект и ова ексклузивно го кажувам за овој утрински брифинг, со еден проект за бесплатен телефонски број, анонимен, кој што ќе биде во Министерството за внатрешни работи. Денеска ќе се објави тој број. Денеска претпоставам и дека и медиумите сите до еден ќе го објавиме заеднички за да придонесеме во информирањето на граѓаните. И повикувам секој еден граѓанин да помогне, да биде партнер во спречувањето на ширењето на вирусот, таму каде што има организирани прослави, организирани настани, да извести на тој телефонски број. Реков дека ќе е анонимен, никој нема да има можност да дознае кој тоа го пријавува. Меѓутоа, не значи дека само по пријава полициските службеници ќе интервенираат. Туку, врз основа на планот е предвидено да се врши надзор и контрола секаде каде што ќе се посомневаме дека имаме поголема група на луѓе. Значи, да бидеме најасно. Ние не викаме дека не смеа да бидат издадени викенд куќи или станови. Меѓутоа, тоа може да бидат издадени на лица, односно на едно семејство кои што сака да бидат присутни за празниците. Например, ако едно семејство од Скопје, од Куманово, било каде, сака да престојува во Охрид или во Маврово или во Крушево за текот на празниците, тогаш тоа семејство има право да изнајми стан и на такво семејство може да биде изнајмен станот или куќата или вилата, не е важно, и при тоа да бидат сами таму. Меѓутоа, сите оние кои што ги издаваат становите, вилите, викендиците и така натаму, на големи групи на лица, со тоа се нарушува одлуката за групирање на повеќе од 4 лица, сите тие ќе добијат кривични пријави. Тоа представува сериозно кривично дело и затоа апелирам и до оние кои што издаваат викендици и до граѓаните навистина да бидеме одговорни. Исто така ги интересира граѓаните што е со музиката токму во контекст на тоа каде се ќе влегува полицијата, во кои објекти ќе влегува, што доколку некој има само гласна музика, па полицијата практично би било и можеби на некој начин и своевидно вознемирување доколку во тоа место нема, доколку во тој објекти нема големи собири. Ја знаме дека е нова година, сите ќе пуштат гласна музика, па токму затоа ве прашав како ги бирате, како полицијата ќе бира во кој објект ќе влезе. Јас кажав дека полицијата ќе врши надзор и контрола секаде на територијата на државата, покрај со пријави и самостојно. Секако дека таму каде што немаме групирање на лица, без разлика на тоа дали имаме музика која што е погласна, знаете дека и во делот на гласноста на музиката има предвидено стандарди како и што треба да се постапува, меѓутоа мислам дека тоа нема да биде проблем. Затоа што сепак и погласна музика не го овозможува ширењето на вирусот. Гласната музика во комбинација со многу луѓе и алкохол и гледаме наркотични средства и така натаму, тоа може да предизвика сериозен хаос здравствен во наредниот период. И затоа реков, подобро е да си бидеме одговорни и спокојни
на новогодишната ноќ, за текот на божитните празници и сите други празници кои што ни предстојат, за да бидеме спокојни во наредниот период. Токму тоа сакав да ве прашам, еден од најголемите празници Водици е еден и од најмасовните кои се случуваат кај нас оваа година, и овој настан, и Вевчански карнавал и ред други кои што предпоставуваат масовни собери се откажани, но во праксата не знаеме дали тоа ќе се случи. Еве вчера видовме дека министерот Филипче разговараше со лица од МПЦ да ги откажат предстојните празнувања за Водици, но еве можеме да претпоставиме дека тоа нема секаде да се почитува како и се останато. Па во тој контекст колку полиција е предвидено и дали ќе се казнува, дали ќе се казни МПЦ доколку на едно место биде одредено прекршување на овие забрани од страна на свештени лица пред се. Ние правиме проценка во однос на сите настани кои што предстојат пред нас и на сите празници и празнувања. Активно работиме сите од владата, чинители, и преку Комисијата за односи со верските заедници ќе се одржат работни средби со поглаварите, со лидерите на верските заедници во овој дел, за да можеме да ја побараме поддршката, односно да се договориме како треба да постапуваме сите понатаму. Знаете дека тоа беше и најавено, дека ќе имаме посебно и главен штаб и седница на влада во однос на ова прашање кое што ни се однесува за Водици, за организацијата и така натаму. Што е тоа што ќе треба да се донесе како одлука, дали ќе одиме и со порестриктивни мерки, така да сега е уште рано да можеме да шпекулираме со тоа кои би биле сите мерки, меѓутоа едно е јасно дека македонската полиција ќе биде подготвена да одговори на секој еден предизвик во однос на спроведувањето на мерките, без разлика за кого се однесува. Да преминеме на друга тема, вашите акции за дрога и психотропни супстанци. Во медиумите постојано читаме написи и прилози за секакви акции. Еве последната е бункер со хероин и кокаин во Сингелич, возило во Желино. Една од последните е дека и кај советникот на Артан Груби е пронајдена дрога. Па какви се последните активности кога е дрогата во прашање? И исто така би сакала да ве прашам, бидејќи во моментов активно се зборува во јавноста за декриминализација и за легализација на канабис, каква ќе биде понатаму регулативата? Ве се уште немаме такви закони донесено, но дали полицијата ќе прави разлика и ќе има некакво олабавување за оние или за корисниците на канабис кај кој ќе биде пронајдена мала количина? Значи, од септември месец до сега отворивме повеќе оперативни акции кои што се однесуваат пред се на подигањето на нивото на безбедноста. Една од тие оперативни акции е сузбивањето на недозволената трговија и шверц со дрога и наркотични средства и психотропни супстанци. Секако дека една оперативна акција беше за миграцијата, едната беше за сообраќајот, едната е за лица кои што се бараат по потерници и така натаму. Сакавме секој еден сегмент да биде офатен, борбата против тероризмот, и драго ми е што навистина имаме сериозни резултати. Сакам да одадам признание на сите овие тимови кои што работат посветено 24 часовно во изминатиот период за да ги постигнеме ваквите резултати. Факт е дека имаме сега зголемена откривачка активност, големена ефикасност во овој дел, поголема количина на наркотични средства се запленети во изминатиот период, преку 550 килограми дрога, меѓу кои имаме марихуана, имаме хашиш, има кокаин, има хероин и така натаму. Вие спомнате за последната акција во која што се некаде околу 4,5 килограми хероин и околу 1 килограм кокаин во Сингелич. Секако дека така посветено ќе продолжиме со таа битка против, би рекол, злото кое што демне не само кај нас, туку и генерално во државите во светот. И полицијата ќе биде посветена во откривањето и сузбивањето на трговијата со шверц и шверц со наркотични средства. Знаете дека во овој контекст развивме неколку криминални меѓународни групи
кои што практично сакаат да направат транзит на дрога низ Северна Македонија за Турција и понатаму за другите пазари. И тоа е еден сериозен резултат за кој што и партнерите одаваат признание. Сега, како ќе постапува полицијата? Ќе постапува согласно тоа што имаме денеска како законодавство. Значи, денеска немаме мала и голема количина на наркотични средства во себе. Секој еден треба да знае дека апсолутно ќе носи одговорност доколку употребува, користи, продава и така натаму било какви наркотици. Дебатата околу тоа дали ќе се декриминализира марихуаната во државата, таа треба да се отвори во општеството. Тоа е процес за кој што треба да се разговара, да ги видиме кои се сите добри, кои се позитивни, кои се негативни страни во овој дел и на основа на тоа да се донесат одлуките како ќе одиме понатаму. При тоа тука ќе имаме законски измени повеќе, ќе се дефинираат сите работи ако се пристапи кон еден ваков тек на настаните. Меѓутоа, сега се уште мислам дека е рано да навлеземе во детали околу оваа работа. А за другата пронајдена кај советникот на Груби, ќе барате ли некаква политичка одговорност? Видете, тоа е советник. Тоа се случи пред повеќе од месец дена. И апсолутно сметам дека крајно неморално е било кој прво лично да помисли дека треба да превземе било каква општествена одговорност, затоа што тоа е, би рекол, недозволен и некоректен однос према граѓаните на оваа земја и потпредседател Груби треба сериозно да размисли дали има потреба од ангажман на такви лица во неговиот кабинет. Би сакала да ве прашам и за уште еден вид криминал во најава, на која веќе алармираат Европол и Интерпол. Имено Европол алармираше дека е можно да дојде криминалот за продажба на лажни вакцини, а Интерпол алармираше за тоа дека е можно да има кражби на вакцините. Дали сме ние подготвени, размислувате ли вие во овој аспект на овој дел? Се уште не застигнати вакцините кај нас, но ќе пристигнат. Споменавте предходно во брифингот дека веќе се продаваат лажни ПСР тестови, па сосема известно дека кога ќе пристигнат вакцините, истиот криминал би се пресликал и таму. Ние како служби заеднички работиме и ги споделуваме сите информации. Значи и Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање во соработка со Интерпол, со Европол и така натаму преку Министерството споделуваме вакви информации на дневна основа и во тој дел ние се подготвуваме да текот на вакцинацијата биде во најдобар можен ред. Вакцинацијата нема да биде процес кој што ќе го води Министерството за внатрешни работи, меѓутоа заеднички ние веќе и во кризниот штаб разговараме за изготвување на целосен план, а целосниот план што ќе мора да офати да имаме добра организација, добра заштита на пунктовите каде што ќе се врши вакцинација, добра заштита на вакцините таму каде што ќе бидат стационирани и така натаму, и секако да се работи на евентуално откривање или прибирање на информации дали можеби некој се обидува да направи нешто што не е дозволено преку некакви лажни вакцини. Меѓутоа сега не можеме однапред да констатираме дали има појави такви случаи, дали ќе има и во нашата земја. Значи, ниту Европол, ниту Интерпол сега во моментот немаат конкретни активности, меѓутоа се укажува дека забрзано мора да се работи ако се детектираат вакви случаи. Господин Спасовски, морам да ве прашам и за законот за попис на населението. Тоа е со европско знаменце во собранието, но би сакала да ве прашам за еден детал кој го предлага вашата опозиција, а тоа е отпечаток од прст за попис. Но да не одговараме за тоа дека ВМРО се обидува да го блокира и овој процес. Веќе знаеме, веќе го слушнавме, ме интересира конкретно што мислите за предлогот отпечаток од прст. Вчера, текот на вчерашниот ден, веќе слушнавме дека тоа би било скапа и неизводлива операција која би го попречила процесот, но каков е вашиот став за ова? Мојот став е дека попис мора да се направи после
20 и кусур години во државата, затоа што ако не го направиме пописот, не можеме да планираме никаков развој во иднина. И секогаш ќе се носат одлуки, ќе имаме планови, политики така натаму кои што не се базираат на добра основа за развојот и за иднината на нашата земја. Така да сметам дека овој процес кој што е трнат во делот на организација на пописот треба да се одржи. Секако дека предлози од секого кои што се дават се добродојдени. Прашањето дали се тие реални, дали се реално остварливи во одреден момент. Дали е реален овој предлог? С оглед на фактот дека многу луѓе не живеат овде. Значи, дали е реално да се изврши попис на еден ваков начин? Дали е реално да се обезбедат финансиски средства за да можат да се набават таквите апарати? Дали е реално да очекуваме дека некој може да изврши испорака на тие апарати кои што треба да дојдат во државата? Е прашање и на крајот најважно е сепак прашањето зошто опозицијата на дебата која што се одвива со години веќе во делот на пописот, најавите кои што ги правиме и подготовките во сите овие изминати години, токму во овој момент се одлучува да поставува некаков нов услов за евентуално поддршка на пописот во државата. Јас сметам дека може да се разговара за секоја тема на основа на тие аргументи, реални аргументи, да направиме се, меѓутоа попис во државата мора да има. И за тоа ние како влада сме подготвени и пописот ќе го организираме наредната година. И сосема за крај видов дека ви пристигна телефонскиот број, па еве да го објавиме малку порано од сите останати каде граѓаните може да пријават доколку забележат дека некој ги прекршува мерките за предстојните празници. Да, реков дека во рамки на планот ќе имаме една активност, тоа е посебен телефонски број кој што е бесплатен и кој што е анонимен, во кој што граѓаните ќе можат да пријават организирање на било каква забава, журка, поголема група на луѓе кои што се собираат и со тоа директно го загрозуваат здравието на граѓаните и придонесуваат за ширење на COVID-19. Така да, еве, ова е телефонскиот број кој што ќе биде достапен за секој граѓанин 24 часа и да можеме да контактираме, да можеме да бидеме навистина добар пример, партнерско, одговорно однесување помеѓу граѓаните и институциите. Благодарам. И сосема за крај да не ги фати паника граѓаните со оглед на овие најави сега дека полицијата ќе биде активна, присутна и ќе влегува на сите забави, уште еднаш да подсетиме дека мора така оваа година за да ја преживееме оваа ковид пандемија во најбезбелно што е возможно и за нас и за сите оние кои ни значат и ги сакаме околу нас. Токму за ова денеска го повикавме и министерот Оливер Спасовски, не за да ве плашиме и за да предизвикаме паника, туку да ви најавиме дека оваа нова година и овие божични празници ќе мора да празнуваме во малку поинаков интензитет, во малку поинаква атмосфера од она што сме навикнати и сето тоа за доброто на сите нас. Господин Оливер Спасовски, ви благодарам што одвоивте време вака понеделнички во денешниот утрински брифинг. Знаеме дека понеделниците се многу зафатени, но сепак ова е една од темите која е многу важно. Сепак сте актуелен во овие последни денови. Полицијата исто така е актуелна, можеме да ја забележиме на улиците на секој 10 метри, јас би рекла, во одредени општини, но пак ќе потсетам, тоа е за заштита на граѓаните во вакви услови. Јас ви благодарам на можноста да поразговараме на оваа тема. Навистина нема потреба од никаква паника, заради тоа што граѓаните треба да знаат дека имаат партнер во полицијата. Полицијата е пријател на сите нас, за тоа што ги остваруваме тие заложби за гарантирање на стабилноста и на безбедноста. Секој од нас посакува да имаме поголема безбедност, посебни сега во условите на COVID-19, така да си направиме сите заедно, да бидеме поспокојни во 2021 година, да посакам на сите гледачи, на вас, на екипата која што ја реализира оваа програма, добро здравје и многу среќа во 2021.
И екипата на утрински брифинг ви посакува успешна година во полицијата, поточно успешна година на полицијата во спречување на сите видови криминал. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување.